Кадрите што ги гледаме се снимени во Реонскиот центар Аеродром во Скопје, каде што годинава ќе се гради интензивно стамбени објекти. На некои од нив работите се веќе почнати, а другите треба да стартуваат наскоро. На овој терен ќе бидат изградени 4 стамбени згради. Навидум сите ќе бидат исти, но сепак едната од нив ќе се разликува многу од другите 3. Зашто се работи? Во рамките на соработката помеѓу владата на Република Македонија и владата на Сојузна Република Германија, поточно помеѓу двете министерства, Министерство за развој и соработка од Сојузна Република Германија и тогашното Министерство за урбанизам и градежништво на Република Македонија, во февруари 2000 година, значи пред 2 години, беше подпишан договор за отпочнување на еден проект кој носеше наслов, и денеска носи наслов, енергетска ефикасност во градежништвото. Отпочна еден проект кој се надевам, он се уште не е завршен, но се надевам дека ефектите допрва ќе бидат видени од работата на овој проект. За реализација на проектот од германска страна беше ангажиран ГТЗ, односно Германско друштво за техничка соработка. Едно од тематските подрачја на занимавање на овој проект е изработка на пилот проект за стамбена зграда, во која ќе се применат сите можни технички решенија, односно сите современи технологии на градба кои во овој момент постојат, со почитување на сите закони на термиката, односно на сите закони на климатските услови во Република Македонија. Што значи дека ќе биде еден пример на изработка на стамбена зграда во наши условија, но со користење на светски искуства. За таа цел во овој пилот проект се применети многу материјали за кои се надевам дека колегите проектанти повеќе ќе кажат од мене. Но исто што е многу важно да се спомне за овој пилот проект, он е лоциран во стамбена населба до идентични стамбени блокови кои се реализираат веќе во програмата, владината програма за стамбена изградба. Овој пилот објект треба да биде насока во иднина како да се гради, односно тоа е еден допринос од наша страна како да успееме да заштедиме енергијата која е во Република Македонија, а и сегде во светот во едни дефицитарни рамки. И исто е многу важно да се спомне дека врз база на сите овие искуства ќе се пристапи на изработка на законска регулатива на оваа тема, односно ќе се вклучат подзаконски акти во законот за градба, кој е во изработка во Министерството за транспорт и врски. Основна цел на германско-македонскиот проект енергетска ефикасност во градежништвото е да придонесе кон посериозен пристап на заштита на топлинската енергија во објектите. При тоа мора да се внимава на сите нивоа од синџирот на градбата, од проектантите до крајните корисници и инвеститорите. За осигурување на ваква една цел, многу фактори се битни, меѓутоа еден од најбитните фактори е надополнување на наставната програма во образовните институции, како и дообука на стручните кадри кои се заинтересирани за оваа материја. Исто така многу важна е поддршка од законската регулатива и стандардите. Нашата држава во стремежот кон Западна Европа има обврска да ги хармонизира своите закони и стандарди со оние на Европската Унија, така да и ова оди во прилог на целите на проектот енергетска ефикасност. Од тие причини, токму овие елементи се внесени како тематски подрачја за реализација на проектот енергетска ефикасност. Основни цели кои ги поставивме за реализација на пилот проектот беа
на постојниот проект да му ги подобриме енергетските својства, со доследно почитување на општо важечките правила во техниката на топлинско изолирање, да ги почитуваме важечките македонски стандарди и законската регулатива и по можност да воведеме нови техничко-технолошки решенија кои досега беа непознати во македонското градежништво. Но при тоа строго да водиме сметка да не ја пречекориме пресметковната вредност на примарниот проект. Со решавање на предизвикот се зафати мешовит германско-македонски стручен тим. Улогите и задачите беа поделени според тесната специализација на поединците. И покрај физичката оддалеченост на двете земји, преку интензивна размена на податоци по електронска пошта и повремени лични контакти, постапно и успешно се одвиваше решавањето на проблемите. При реализација на зацртаните цели, проблемите ги поделивме на 3 дела. Во првата група спаѓаат детали кои не се во согласност со принципите на правилно изолирање и кои мораа да бидат променети, без оглед на тоа дали и колку поскапи ќе биде промената. Втората група содржеше толерантни решенија кои можеа да се подобрат во зависност од процената дали подобрувањето економски е оправдано. Во последната категорија, промените немаат директно влијание врз енергетската ефикасност, но овозможуваа финансиски заштеди потребни за надоместување на зголемените трошоци во првата група. Прелиминарна детална пресметка на топлинските загуби на примарниот проект ги посочи конструкциите каде што требаше да се интервенира. Пред се тоа беа надворешните ѕидови со многуте топлински мостови, каде што загубите беа застапени со цели 47%. Исто така и прозорците и прозорец врати беа големи загубари на топлина, учествуваа со 46%. Типичен детал од првата категорија, кој заради своите недостатоци неминовно требаше да се промени, беше врската на надворешниот ѕид со меѓукатната конструкција над подрумот. Прекините помеѓу топлинската изолација поставена од внатрешна страна на ѕидот и хоризонталната изолација на таваницата представуваа интензивни топлински мостови кои покрај големите топлински загуби беа причина и за ниски внатрешни површински температури, околу плюс 6 степени, што е под точката на урасување од 9,25 степени Целзиусови за дадените климатски услови. Со ваков детал треба да се очекува појава на недозволена внатрешна кондензација. Со поставување на ѕидната изолација од надворешна страна и со вметнување на изолационен блок Изомурлајт во првиот ред од ѕидаријата, што за прв пат се применува во Македонија, обезбеден е континуитет на топлинската изолација, отстрането е негативното влијание на топлинските мостови и покачена е внатрешната површинска температура на повеќе од плюс 17 степени, со што е оневозможена внатрешната кондензација. Сличен проблем кај прозорските парапети на дел од фасадните ѕидови решен е на сличен начин. И овде е постигната елиминација на негативното влијание на топлинските мостови, оневозможена е внатрешна површинска кондензација и намалени се топлинските протоци, односно топлинските загуби. Посебна интервенција е направена кај балконите. Континуитетот на балконската армирано-бетонска плоча со основната конструкција во која е анкерисана го прекинува континуитетот на надворешната топлинска изолација, што предизвикува појава на стандарден топлински мост. Македонското градежништво не познаваше решение на ваков проблем. Со помош на германските искуства, овој проблем е решен на елегантен начин. Применет е патентиран систем Изокорп, кој со прекин на бетонот во плочата го возможува континуитетот на фасадната изолација. Примарниот проект предвидуваше вообичаено двојно застаклување со воздушен меѓупростор, така наречен термопан стакло, кој дава среден коефициент на пренесување на топлината у рамно на 2,9 вати по метар квадратен за степен Келвин. Оваа незадоволителна вредност се должи на присуство на сите 3 начини на пренесување на топлината, со кондукција, конвекција и радијација,
и на високиот фактор на емисија на стаклените површини кој изнесува 0,9. Големите топлински загуби низ вакви прозорци во пилот проектот се намалени со примена на специјално застаклување. Се работи за систем двојно застаклување со исполна на просторот помеѓу стаклата со газ аргон. Едно од стаклата има метализиран површински слој и на тој начин факторот на емисија на ова стакло е намален на 0,1. Ваквата интервенција го намалува средниот коефициент на пренесување на топлината за повеќе од половина, односно добиена е вредност У рамна на 1,4 ват по метар квадратен Келвин. Пилот проектот е изработен врз основ на проектна документација подготвена за потребите на јавното предпријатие за стопанисување со стамбен и деловен простор во рамките на нивната програма за изградба на економични станови. Тој во целост ја превзема проектната програма од примарниот проект и со тоа се оствари основната цел на пилот проектот да се овозможи директна споредба на постигнатите резултати во постапката на проектирањето на проектот. Преработката на проектот се одвиваше во 4 фази. Првата фаза представуваше анализа на примарниот проект со цел да се детектираат слабостите кои се веќе применети во него. Втората фаза требаше да даде технички решенија на веќе откриените слаби точки. Третата фаза во постапката на проектирање требаше да даде конкретен проект за техничка презентација и примена во градба. Четвртата фаза на проектирањето представуваше анализа на добиените резултати во споредба со веќе проверените параметри дадени во примарниот проект. Предложените решенија се резултат на тимска работа. Детектирани се пред слабости во стандардните критични места во конструкцијата во облик на топлински мостови низ армирано-бетонските конструктивни елементи. Тие се елиминирани со примена на безграден конструктивен систем, кој од своја страна даде и други погодности во разрешување на топлинските мостови во објектот. Исто така, воведени се и две клучни новини во разрешување на овие критични места, а тоа е примена на системот изокорп, шек изокорп, кој овозможува дилатирање на конструкцијата на балконските површини од остатокот на објектот. Во објектот е применета и уште една новина, изомурлайт блокови вградени во зидаријата на објектот. Акцент е ставен и на архитектонско-градежните детали кои беа детектирани како критични моменти и лоши решенија во примарниот проект. Во тој контекст се преработени одредени армирано-бетонски парапети со топлинска заштита вградена на внатрешната страна. Над зидот, во овој случај, таа е префрлена на надворешната страна. И прилично деликатниот елемент на стрејата, кој беше разрешен со архитектонска преработка на овој градежен детал. Она што представуваше исклучително важен момент во разрешување на топлинските мостови, односно на губитоците на топлинска енергија во објектот, е примената на елементите за затварање на фасадата, тоа се прозорите и балконските врати. И во проектот е ставен особен акцент на овие елементи. Во нашиот преработен проект се применети елементи за затварање со исклучително високи квалитети
во поглед на топлопроводливост, поаѓајќи од прозорските рамки и начинот на застаклување со термопан стакло, чиј меѓупростор е исполнет со племенит газ. Во овој дел, со оваа интервенција, објектот добива изузетни квалитети во поглед на топлинската заштита. Пристапот кон задоволувањето на барањата за повисока звучна заштита во стамбени згради во овој пилот проект беше многу сериозен. Впрочем, како што е и пракса во силја досегашни проекти, изработени од Македонија проект во последните 20 години, откако ова е стапено на снага. Барањата за обезбедување на соодветна заштита, како од надворешна, така и од внатрешна бучава, го штитат човекот и неговиот мир во неговиот сопствен стан. И тишината особено потребни за ноќен сон и мирен сон. Особено е оваа проблематика значена во стамбена единка, каде луѓето после напорниот работен ден треба да се одмараат, децата да учат, да се рекреираат, да се слуша музика, да се слуша разговори, телевизија, да се читаат книги. Затоа и толку подигнато на високо ниво ова барање, како во нашите прописи, така и во соодветните европски барања. Токму затоа и во овој пилот проект е посветено многу големо внимание на звукоизолацијските карактеристики на градежните конструкции кои го оформуваат еден стан, односно една стамбена единка. За прв пат во овој пилот проект е потенцирано значењето на звучната заштита од квалитетот на прозорците, бидејќи вообичаено тие завземаат некаде околу 35 до 40% од зидната маса која е изложена на сообраќајна или било кој вид друга бучава од надвор. Со овој критериум и во овој пилот проект се внесени прозорци со звучно-изолацијски карактеристики од најмалку 35 децибели, што за овој објект наполно задоволува со оглед на локацијата во која е поместен. Секако истиот објект на многу побучна локација, особено на некоја сообраќајница, ќе биде повисок соодветно на локалитетот во кој ќе се смести. За обележување е дека со овој пилот проект за прв пат е опфатена една категорија на звучна заштита која досега сме ја занемарувале на некој начин, тоа е звучната заштита на становите кои се во контакт со степенишниот дел. Односно, бучавата од тропањето на скалите, играта на децата, чекорењето и така натаму, становите кои беа изложени и кои се уште се изложени на оваа бучава, се деградирани во однос на оние станови на истиот кои не се изложени на таа бучава. Со овој проект е предвидено да сите скали во овој објект се билатирани од носечката конструкција која представува препрека, бариера помеѓу скалите и станот и не се контактираат, така да ударите немаат шанса, немаат можност да преку конструкцијата се пренесуваат во станот, а самите скали се ослонуваат на подестите преку трајно еластични антивибрациони подлоги специјално изработени за оваа намена. Во примерното решение на проектот за машински инсталации, потребниот топлински инсталиран капацитет изнесува 205 киловати, додека во препроектираното решение потребниот инсталиран топлински капацитет изнесува 168 киловати, што се добива заштеда од околу 18%. Фактот што во овој пилот проект се користат и термостатски радиаторски вентили наместо вообичаените проводни вентили, се добива дополнителна заштита од околу 10%, што сумарно представува заштеда од околу 28%, со што се добива до една цифра која сама по себе е доволна за респект. Намалувањето на грејните тела, на бројот на единичните грејни елементи од 1476 единици во примерното решение на 1106 единични грејни елементи во препроектираното решение, пилот проектот, се добива заштеда во цената на инсталацијата од околу 16%, што како факт представува уште еден дополнителна доблест на цената на оваа инсталација. Овие очекувани повеќекратни заштеди во инвестирањето на машинската инсталација и заштедата на енергија на
подолгорочен временски интервал, се реперкуираат генерално на две инстанции. Индивидуалниот корисник поединечно и на национален план со заштита на енергијата на генерален план. Би сакал да напоменам дека сите предлози и измени кои беа направени во проектот беа направени во смисла на важечките сознанија и стандарди и нормативи на денешното ниво на техниката. Значи не се работи во ниедна фаза на измените на проектот за некакви експерименти, иако самото име на проектот би можело така да не наведе како пилот проект. Значи во ниедна фаза не се работи за експериментирање и пробано е и во скоро 99% случаи со исклучок на еден производ употребени се градежни материјали кои се произведуваат или може да се најдат на пазарот во Македонија. Главната цел која беше поставена да се направи заштеда на потребата на грејна енергија на објектот според новите стандарди кои треба да се усвојат или кои се во фаза на усвојување, се пресметува вкупната потреба, годишна потреба на објектот за грејење со задржување на предвидената сума на градење на објектот, постигната е заштеда од 37%, што значи, бидејќи се работеше за еден објект од 28 станови, според калкулации и споредбени калкулации со топлификација, тоа е негде околу 220 марки годишно заштеда по стан. Значи секој стан околу 220 марки годишно помалку плаќа за грејење. Сега таа калкулација можеме да ја развиваме. Ако грубо кажеме, тоа е 1/3, што е повеќе, тоа значи дека 9 стана од таа зграда бесплатно би се грееле у тек на цела година или слично. Ако ја доразвиваме идејата спрема програмата за стамбена изградба во Македонија, каде што имаме некоја бројка од 5000 станови, по 220 марки годишна заштеда на по стан, тоа е заштеда од негде кај 1.100.000 марки годишно само заштеда, што значи баш еден оваков објект со таа заштеда може да направиме уште еден објект. Во нашите анализи не земавме во обзир и во овие заштеди, не земавме во обзир што значи заштеда во смисла на летната заштита на објектот. Затоа што термички добро изолиран објект значи во зимно време, значи термички добро изолиран објект во летно време. Посебно би било важно да кажеме, знаејќи ги климатските услови во Скопје, што значи тоа за еден објект, кај што сведоци сме на сите фасади има air condition, што значи во старт инвестиција за air condition, приклучоци, енергија, одржавање и слично. За оваков објект нема потреба од air condition. Понатаму air condition нели ја грее и околината и температура се зголемува и слично. За естетика и архитектура да не зборуваме, хаотично поставени air condition и слично. Како и подобрене стамбениот со овие измени истовремено е подобрени стамбениот квалитет на живење и користење на објектот. Значи избегнати се топлински мостови, појава на мувла, на кондензат и слично. Im Rahmen der Umplanung des Pilotprojektes haben wir auch im Bereich der Konstruktion von diesem Gebäude При препроектирањето на пилот проектот извршивме одредени подобрувања и измени во конструкцијата на објектот. Овие измени беа неопходни заради подобрување на градежно-физичките карактеристики на објектот и за одбегнување на така наречените очигледни проектантски грешки. Измените ги правевме заедно со проектантскиот тим на Македонија проект и при тоа постигнавме значени резултати. Скелетниот систем со греди е заменет со безгредни плочи. Со оваа измена се намалени катните височини, намалена е вкупната височина на објектот и што е најважно, намален е волуменот на објектот што треба да се загрева. Ова придонесува во заштедите на енергијата за загревање. Со наведените измени на конструкцијата,
Отпаднаа армирано-бетонските греди и некои внатрешни столбови со што се подобрува квалитетот во внатрешноста на просториите, односно се добиваат рамни зидни и тавански површини. Ова беа придружните ефекти од измените во конструкцијата, иако главна цел беше подобрување на градежно-физичките карактеристики и редуцирање на цената. Во таа смисла е направена измена на балконската конструкција со термичко одделување на балконската плоча од другата меѓукатна конструкција, што досега беше непозната во Македонија. Применет е градежен елемент изокорп, кој што во Германија долго време е стандард во градежништвото. Во моментот се одвива испитување и приспособување на овој елемент кон условите кои што важат во Македонија. Со ова техничко решение не се постигнува само заштеда на топлинската енергија, туку се подобрува стамбениот квалитет на објектот и хигиената во просториите, без влажнење на зидовите, а заштитено од мувла. Wo keine Sporenpilze wachsen können, wo einfach man gesund und nett wohnen kann. И покрај тоа што пилот проект се однесува за енергетска заштита, што значи топлинска изолација на постојани објекти, на одреден начин тоа е исто така допира и проблемите на конструкција и стабилноста на конструкција. Преди се од два аспекта. Прво, заради тоа што овој објект е типски, се повтара, што значи зголемен сеизмички ризик. Посебно внимание треба да се обрне на целосно проектирање на објектот. И второ, ако се земе во предвид дека во овој пилот проект се вградуваат нови елементи, нови за нас од конструктивни аспект, со основна тенденција да се постигне тотална изолација, односно да се избегнат така наречени топлински мостови, тие елементи треба да бидат со соодветен степен на сеизмичка заштита, земејќи во предвид нашето сеизмичко подрачје, специфичностите на услови и типот на конструкција кои што се проектирани. Од тој аспект, истите треба да претрпат модификација и по потреба да се изврши експериментално испитување, со што би се дала можност за нивна униформна и неограничена примена. Какви се добиените резултати со проработка на деталите? Со промена на градежните детали, трансмисионите топлински загуби низ зидови се намалија за цели 30%. При тоа е забележливо дека со интервенција на топлинските мостови, посебно со употреба на системот изокорп, линеарните топлински загуби од 284 се сведени само на 9 вати по Келвин. Промена на типот на стаклата ги намали топлинските загуби низ прозорците за импозантни 40%. Вклучувајќи ги заштедите направени и кај останатите конструкции, покриви, подруми, еркери, вкупниот ефект во подобрувањето резултираше со намалување на топлинските загуби од 33%. Соодветно на тоа, потребната енергија за затоплување на објектот во текот на една година од цирка 139.000 киловат-часови е намалена на само 93.000 киловат-часови, што изнесува заштеда од 33% или со други зборови, 1/3 од становите во објектот ќе се грејат бесплатно. И на крај најинтересното прашање, дали промената на деталите, воведување на новите технички решенија и примена на многу квалитетни прозорци ја променија цената. Основната цел во почетокот која беше поставена, дека цената не смее да биде повисока, успешно е постигната. Со иста пресметковна вредност на примарниот објект, можна е изведба на препроектираниот објект кој има висок квалитет во поглед на неговата топлинска изолација и големи енергетски заштеди кои тој ги овозможува. Споредба на резултатите и енергетската ефикасност на пилот проектот во однос